Мерката помалку трошоци повеќе за тебе според анкетираните граѓани на терен не функционира на дело. Велат високите цени понатаму остануваат непроменети, па наместо да се намалуваат, граѓаните забележале дека цените остануваат исти како порано. Децидни се тие дека трговците повторно играат игри со луѓето. Одаме пазараме низ продавниците, се е лажа, се е превара. Истите цени, само туриле таму повеќе за тебе, демеко тако. Нема бер од тоа. Превари у продавница. 1000%. Јас гледам, обично јас сирење тие работи козија. Од 350 динар нема повеќе сирење. А имало од 280-250 имало. Многу е скапо, скапи е голема. Ја отидам со полепче да земам млеко, леп, јајца една гајбичка, оди на касата, ја ги рачунам 300-400, они 500 ти земам. Така пишува, идеш тамо, вика тоа не важи, тоа за тамо вика. Ништо не значи тоа. Се е информативно така ставено, ради реда. Да речем што се ставени тие знакчињата нема вес. Качија ги цените, значи до небото и сега намалуват 5 динара. Значи се е лаж. Колку цените ги издига, биде живи здрави, ќе видиме. За да има навистина повеќе за граѓаните, анкетираните велат дека е потребно да се објави најпрво старата цена, а под неја да се назначи намалувањето, со што тие ќе имаат предвид за колку е самото намалување. Ако сакат да го чинат, нека турат првата цена, а оздоле новата што е намалена да турат. И да знаме с кој е намалено. Во согласно со ситуацијата, во периодот од 17 февруари 2025 година до 23 февруари годинава, Државниот пазарен инспекторат изврши 371 надзор низ целата територија на Македонија, за што се издвоени 82 прекршочни платни налози. Дополнително покрај редовните надзори, тие постапуваат и по пријави доставени од граѓаните и им излегуваат во пресрет за секое прекршување, поврзано со нивните надлежности и делокруг на работата. Апелираат и понатаму до граѓаните да ги пријават сите неправилности на бројот 191 или на нивната веб страница.